Meteo, Велес, 4 јули 2021 година, нешто после 21 часот и 30 минути. Можеме да видиме дека веќе во овие моменти ќе има поизразена нестабилност во Словенија. Јас сега ќе зумирам. Може да видите дека во Словенија веќе ќе има нестабилно време. Лјубљана, потоа тоа нестабилно време постепено ќе се проширува кон Истра, Риека, силно невреме се очекува во Словенија, Истра, Риека, Пула, потоа времето постепено ќе оди према другите делови, силно невреме ќе има ки Бихач, Загребскиот регион, јужно према Јадранската ривиера, према Бања Лука ќе има изразено нестабилно време. Нестабилно време потоа ќе се спушта према Сараево, према Славонски Брод, до штеченијето, према Србија, Мостар, Зеница, Славонски Брод, рековме горе, нешто према Србија ќе оди на времето, изразено нестабилно, делови од Косово. Што се однесува до Македонија од северозапад, значи тој бран периферно ќе го запати и делот од Македонија, меѓутоа многу послабо. Скопскиот регион, нешто Кумановскиот регион, потоа јужно од Скопскиот регион, Тетовско, потоа Гостиварско, Полошко, можно Кичевско. Некаде околу пладневните часови ќе има и, значи, ќе зумираме малку повеќе, значи Скопскиот регион, па потоа се можно и Тетовско, Гостиворско, према Прирепско, па потоа можно е нешто и Кавадаречко, Неготинско, јужно од Велешкиот регион, можно нешто и во Велешкиот регион, надоле према Кожув, можно нешто и во североисточниот дел, некаде околу Кумановскиот, Ѓуриште, Светониколскиот, Кочанскиот, Виничкиот регион. Нестабилно се очекува и некаде околу, само момент, нестабилно се очекува околу западниот дел на Велес, Мелница, Јаболчиште, Горно Долно, Оризари, Извор, потоа можно и Кичашка, према Прилеповниот регион. Овдека на мапата, бидејќи не е ажурирана, не се покажува кај Струмишкиот дел и Беровскиот дел, према Беласица и Плечковица и Радовишкиот регион, меѓутоа и таму се очекува нестабилно време. Тоа е за времето што се однесува во Македонија во текот на утрешниот ден, а додека за времето во текот на наредните денови, нестабилно време се очекува, значи во четврток, силно изразено нестабилно време. Само може да покажам кратко, само на кратко каде би имало силно изразено нестабилно невреме. Значи во четврток према петок, најмногу нестабилно време се очекува во сабота. Значи во сабота се очекува доста изразено нестабилно невреме. Ќе успеам ли да ја најдам само она мапа? Еве овде може да видите силно изразено нестабилно време во Скопскиот регион, јужно од Скопскиот регион, па надоле према Велешко, према Неготинско, Тиквешко, Кавадаречко и сето тоа, значи Прирепско, Битолско, према Кожув. Силно изразено нестабилно и во Штипскиот регион, Кочанскиот регион. Еве тоа ќе го видиме на оваа слика овдака. За колку може да се види на екранот, бидејќи зумирам. Меѓутоа ова ќе биде како најава. Значи ова е за викендот, сабота и недела. Значи се очекува нестабилно време. Црвената боја го покажува тоа, и виолетовата боја, и жолтата и зелената боја. Поизразено нестабилно време. Значи такво време во текот на следните денови до крајот на викендот, температурите постепено ќе растат и ќе се движат некаде до 38, може и 39 степен во текот на оваа недела. Значи некаде до крајот на оваа недела. Последните 3 дена, следната недела, температурите може да се искачат и до 42 степен. Толку од Метео Велес.
Meteo, Velez.